Почитувани гледачи, добар ден и добри дојдовте во ново издание на нашата и ваш Аргумент Плюс, емисија која што е редовна на нашата програма веднаш после централниот дневник од понеделник па заклучно со петок. Денешен гостин е господинот Павле Трајанов, председател на Демократскиот сојуз, меѓутоа со него ќе поразговараме и на теми што опфаќаат неговиот делокруг на функционирање, национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба со тероризам. Господин Трајанов, добар ден и благодарам што прифативте поканата. Еве, од каде да почнеме? Вчера коалициониот партнер, дел сте од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН, од владачката коалиција, синоќа ја промовира првата 26-ка предлог кандидати за градоначалници, па во контекст и нова што денеска премиерот Мицковски го најави зошто да не една изборна единица да се изгласа во пресет на изборите, да ве прашам како ќе настапи Демократскиот сојуз? Па Демократскиот сојуз најверојатно ќе настапи заедно со ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН е носечка партија на коалицијата, веројатно така ќе биде. Имаме првични разговори, предложиме можни кандидати за градоначалници на кои што го мерат рейтингот, но главно е дека ќе имаме заеднички настап. Во некои општини ќе имаме самостоен настап за советничките листи. Ќе бидеме најверојатно во центар, ќе имаме самостојна советничка листа, ќе настапиме самостојно. Разговараме можно и уште на една или две места да имаме. Но за сега сме определили во општина Центар да имаме самостојна листа на кандидати за советници. Инаку добро тоа што ја слушнаме оваа вест од председателот на владата дека тој е подготвен и ги повика сите партии, сите пратеници да донесеме измени на изборниот законник со кој што Македонија ќе биде една изборна единица. Јавно се знае дека носител на овој проект е Демократскиот сојуз. Долго време ние за тоа разговараме. Имаме подготвен проект зошто Македонија да биде една изборна единица. Во неколку досега парламентарни состави подготвуваме закон за кој што се расправа во парламентот и други партии истиот закон го предлагале. Последно имаше расправа, имавме начални договори со СДСМ, ЗАЕВ ветуваше дека ќе се донесат тие измени на изборниот законник, но во првата фаза помина претходната година во парламентарниот состав што беше во тоа време, меѓутоа немаше обезбедено поширока политичка согласност или консензус како што бара, така да тој проект практично е замрзнат во парламентот и доколку навистина има ваква определба, немаме зошто причина се сомневаме, Демократскиот сојуз е подготвен да го достави повторно овој закон, ќе видиме дали некакви промени ќе направиме, ќе го доставиме до парламентот. Можеби тоа после парламентарните групи да го разгледат, евентуално ако имат некакви сугестии да ги врадат и да почне постапката за измена на изборниот закон. Бидејќи изборниот закон ќе се менува согласно сугестиите, забелешките на ОПСИ и ОДИХР, за секој случај треба да има расправа. Треба промени, да речеме, јас меѓу другото што предлагам така наречената прженска влада, апсолутно нема потреба, треба да нема, бидејќи создава огромни проблеми околу функционирањето на една вителна институција, тоа е Министерство за внатрешни работи, ќе дојде технички министер, ги менува 10-14 началници, носи партиски, после тоа ако победи другата партија, повторно, така да мислам дека тоа апсолутно негативно влијае на ефикасноста, на професионалноста на институцијата. Дали тоа ќе биде ваше изричито барање, еве ако се отвори за промени изборниот законник за една изборна единица, дали ќе настојувате да биде и ова метнато? Во разговорите со ВМРО-ДПМН, меѓу другите приоритети што ги дефинираме како политичка партија и во усмена и во писмена форма, меѓу другото еден од главните приоритети е Македонија да биде една изборна единица, затоа што сметам дека ова најава навистина е голем исчекор, бидејќи нема да имаме ние демократизација, ќе имаме систем на еднопартиско владење, ќе се менуваат ВМРО и СДСМ,
но клучно е сега за демократизацијата на државата во целина, овој проект што Демократски сојуз долго време да речеме го промовира во јавноста, проект за кој што имаме широка медиумска поддршка, невладиниот сектор, голем број на познати интелектуалци и така натаму. Сите се за, сметат дека тоа е основа за да почнат да се менуваат работите, но значи исклучително добро што има ваква најава од страна на председателот на владата. ВМРО ДПМН со коалиционите партнери има 58 пратеници. Така, носителите на парламентарното мнозинство и тука не верувам јас во целосен политички консенсус, за ниту едно прашање немало од сите партии согласност да се донесе некој закон. За уставот нема да имаме таква согласност, па не за изборниот законник, али добра е оваа најава, исклучително е добра и ние се надеваме дека ќе се ефектуираат овие измени на изборниот законник. Да. Околу предстојните локални избори, само уште ова на почетокот некаде кажавте дека се мери рейтингот на неколку личности, нели членови на ДС за предлог кандидати за градоначалници. За кои општини барем може ли да откриете ако не личностите имињата во внатрешноста на Македонија или за ние Скопје? Имаме можни кандидати за центар, значи имаме личности. Имаме и за неколку други помали општини и ние исто така правиме анкети, согледувања, но се ќе зависи тоа од натамошните разговори дали бидејќи е проблем во големи коалиции, ако една од помалите политички партии добие да речеме таква можност да предложи кандидат за градоначалник и другите барат, така да ќе видиме како ќе се одвива целиот процес, но важно е дека начелно се договориме за заеднички настап, дека ќе има во некои Имате разговарано со ВМРО ДПМН како поголем партнер, како најголем партнер, за тоа дали се расположени на помалите партии да им дадат ако понудат квалитетен кандидат, зошто да не? Практично на нивна иницијатива тие предложија да предложиме можни кандидати за градоначалници. Значи за некој од нив веројатно го мера трети год, но тука сега и други политички партии има, тука ја знам како парламентарна поголема политичка партија. Така да веројатно тој процес е доста сложен и ќе има сигурно разговори, ќе видиме како ќе се одвијат. Битно е да имаме добри кандидати за градоначалници како коалиција. ВМРО е моќна политичка партија, другите помали партии, ќе видиме како ќе се вклопе во целиот овој изборен процес. Така. Еве, сега ќе ве прашам од вашата позиција на национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам. Деновиве слушнавме од Министерството за внатрешни работи за таа акција на неколку локации во Скопје, приведени лица во таа акција кои што биле дел членови на неколку, како да ги наречеме, криминално-терористички групации, Бела ноца, кланот, веројатно има и од другите кланови во земјава. Дали бевте вие вклучени на кој начин во апсењето на овие лица и колку ще има такви групации во државава? Значи, јас раководам со Националниот комитет за сузбивање на екстремизмот, насилно екстремизам, за борба против тероризмот. И во тој аспект, значи, главната улога е насочување, координирање на активностите врзани со овие проблеми, екстремизмот, тероризам и така натаму. Криминалните банди, да речеме, зашто се опасни, бидејќи тие веќе имат такво услово, кажано, негативно искуство на учество во ликвидации. Терористичките групи кои што почиват на идеолошка, на верска, основа, етнонационализам и така натаму, тие се повеќе се добијат информации дека тие комуницираат со вакви групи, криминални групи кои што имат меѓу нивните редови и луѓе кои што можат да извршат и потешки злосторства. Во тој аспект ги следат службите, предслужбите, бидејќи ние имаме првенствено превентивна, координативна насочувачка улога. И од тој аспект се интересни сите овие групи. Сега кога зборуваме за расчистување на 8 убиства, разбивање на овие криминални групи, се дека тоа е многу значено за вкупната стабилност, безбедност на државата и ова се сепак исклучително добри резултати, што е досега, на кој што јас сум укажувал и на вработени од овие институции кога разговарале со мене, дека
Не може вакви сложени и тешки убиства да ги остават, да ги расчистува само оделот или единицата за расчистување на ваков вид кривични дела, убиства и така натаму. Тоа се многу сложени кривични дела, тука мора да се вклучат и другите служби, и Агенцијата за национална безбедност, да се вклучат другите оддели во рамките на МВР, посебно одделот за сузбивање на дрога. Значи мора да се работи заеднички и тогаш ќе има резултати. Тие се сложени, тешки кривични дела и расчистувањето бара поширок ангажман, примена на сите мерки, посебни истражни мерки, и треба време за тие работи да се расчистат. Не може да преку ноќ се да расчистите, но мислам дека овие активности на МВР, веројатно соработка и со другите служби, се навистина за секоја пофалба во јавноста, веќе добиват сериозна поддршка и целина, мислам дека тргнаа работите од мртва точка, дека се повеќе се откриват сложени тешки кривични дела, посебно делата врзани за организиран криминал, што долги години апсолутно немаше резултати во оваа област. Вие знаете дека МВР се соочува со недостаток на квалитетни кадри, партиски кадри кои што ги провалуваат операциите пред време. Сето тоа дури да се расчисти, но има почетни резултати и очекувам оваа борба да биде засилена, да биде ефектуирана со уште повеќе потешки, откриване потешки, посложени кривични дела врзани правенствено за организираниот криминал. Господин Трајанов, како го ја доживеавте веста дека Грчкото Министерство за внатрешни работи го апсило Аце Боцевски, така наречен циган на времето, еден од поистакнатите криминалци, да речем, во 90-тите години, 97-8, кога и вие бевте поактивен, нели, во ресорот Министерство за внатрешни работи. Јас се сеќам на тоа убиство, каде беше точно извршено и начинот, тогаш тој ја напушти државата и службите има долго време информација дека тој престоја во Грција. Значи не беше тоа голема, така, дори слушаме дека често пати границата е поминува, допуштен да е поминува границата. И мислам дека преку Интерпол за него има потерница и директно барано после 27 години Грција да биде испорачан, меѓутоа јас колку што сеќам сега да не направам некоја грешка преви туку сите овие се информации, затоа што долго време помина. Мислам дека од грчка страна тврде дека не може да го пронајдат, можеби на нивна територија, можеби вика наша територија, меѓутоа нема информација каде е. Така да немаше, веројатно немало безбедносен интерес да го пронајдат, да го вратат во Македонија, но имаше информација дека повремено на илегален начин престоил во Македонија и во други држави, но успел, не знам, со користи веројатно на фалсификувани патни исправи, да минува границата и во други држави и да не биде откриен. Затоа што таа потерница веројатно не можам да тврдам, веројатно се уште постои меѓународна потерница со мерката да се уапси. Така. Да се вратиме во денешницава, она што е актуелно, заемот од Велика Британија или стратешкиот договор кој што претпоставува во финансискиот дел и финансиски средства, помош, опозицијата ја обвинува владата дека не била доволно транспарентна, дека со тоа задолжува генерации и генерации идни поколенија, дека можело да се зема пари од Европската Унија во форма на грантови, ако ги почитуваме нели обврските и ги спроведуваме реформите, а не на ваков начин. Кој е ставот на Демократскиот сојуз? Всушност ваш кадар, заменикот министер за надворешни работи и трговија, Зоран Димитровски, го бранеше вчера актот во собранието. Прво мислам дека се работи за геостратешки договор, што е од исклучителна важност за нашите национални стратешки интереси и пошироко тоа е од огромна важност. Договор со Англија, која представува една голема сила и економска, финансиска и воена сила, но држава со огромно искуство, со огромно влијание во меѓународната политика и секаде во сите држави. Мислам дека тоа е клучно, значи тоа е добро што имаме таков стратешки договор со
Велика Британија или Обединетото кралство. Во финансискиот дел или во вториот политичкиот, бидејќи сигурно политичка поддршка ќе има, така. За првиот политичкиот дел. Тоа значи тука нема никакви дилеми, дури и опозицијата срамежливо кажува дека тоа е добро како стратешки договор. Во вториот дел, финансискиот дел, таа е рамка од 6 милиарди евро или 5 милиарди фунти, која што ќе се користи наменски. И верувам дека за секој проект што ќе биде понуден да биде финансиран од овие средства, дека ќе има за тоа расправа, експреска расправа и тој процес треба да се одвива транспарентно, апсолутно не треба како тоа што го се направи од страна на СДСМ и ДУИ договорот Со Бехтел Јенка така е. Па знаете, поради клаузула да не биде јавно. Првиот стратешкиот договор го поддржа парламентот за Бехтел Јенка како стратегија, како начин на забрзување на изградба на патишта. Дали може да биде представен и на затворена седница на собранието? Го подпиша договорот, не го објавија, инсистираме во парламентот да биде објавен и после тоа, значи договор склучен спротивно на неколку закони, после тоа законите ги усагласуваме со договорот склучен помеѓу владата наша и Бехтел Јенка, што апсолутно представуваше, имаше елементи за кривична одговорност. Мислам дека тие прашања треба да се расчистат независно што проектот го продолжи, речеме, владата на ВМРО ДПМН, со ВЛЕН, знам и другите политички партии, затоа што многу тешки се условите да таков меѓународен договор со такви елементи да го раскинете, ќе имаше огромни штети за државата и генерално како стратешки договор за Бехтел Јенка да градат патишта во Македонија, мислам дека имаше таква определба и кај власта, партиите од власт и опозиција дека е добро, но натаму они се што направија беше врзан за злоупотреба, имаше многу елементи за кривична одговорност, тие прашања треба да се отворат. Така, тоа што е чисто, што е во функција на развој на државата, на патна мрежа, треба и натаму да го поддржиме, но таму каде што има криминал, за тоа треба да се расчистат сите тие работи. Така. Беше донесен овој договор за стратешко партнерство со Обединетото кралство по скратена постапка. Тоа е она што нам ни забележува и Брисел. Знаат некогаш политичките партии во зависност од позиционираноста на политичката сцена, едни на други да се забележуваат зошто нешто е донесено по скратена постапка. Овој договор, многу кус договор, веќе имаше коментари, помина во јавноста, медиумите го објавија, го коментира голем број на експерти и мислам дека со договорот нема никакви елементи за сомнеш дека со него се подготвуваат некакви криминални активности неприфатливи на штета на нашите национални стратешки интереси, апсолутно нема. Како ќе се спроведува тој договор, тоа е битно, тогаш треба да речеме јавноста да бидејќи британски фирми, тој договор претпоставува британски фирми да учествуваат во изградбата овде на дел од инфраструктурните проекти, се разбира. Сите странски компании што доаѓаат во Македонија прво се ослонуваат на домашни компании. Значи активираат сите домашни потенцијали, на нив е поевтино да ангажираат наша работна сила од компании кои работат у градежништвото или други работи изведуваат. Генерално мислам дека тој процес треба да биде транспарентно и верувам дека ќе биде тој процес не надвор од јавноста. Тие проекти треба да бидат јавно. Проценката за тоа колку ќе чинат тие проекти треба да биде исто така објавена јавно. Ќе има коментари, имаме ние голем број на експерти кои што ги следат овие работи и веројатно ќе има коментари. Не верувам дека досега не сум добил таква информација дека некој од проектите што и сега ги имплементират, кои биле почнати од претходната власт, дека има некакви информации, ја не сум добил таква информација, следам медиумите што објавуваат невладиниот сектор кои ги следат и работи, за сега нема појава или елементи за сомнеш. Овие проценки се сега за договорот од опозицијата сосема оправдани, тие треба да бидат да критикуваат, бидејќи тие се гледат со поизострен вид
тие се опозиција, но за сега немат аргументи за да ги подкрепат нивните сомнежи или најава за сомнежи дека нешто ќе се случува. Добро, но тоа ќе се види низ текот нели на реализацијата, ќе ги следиме сите, самиот договор апсолутно. претпоставува. Немам намера никого да штитам, доколку се вклучи во криминал, во ваков вид на криминал на штета на граѓаните. Доста оваа држава е ограбувана, над 5 милиарди се преку процесот на приватизација покасно однесени од Македонија. Кои никогаш не се надоместени, нема ни да се надоместат и се уште имаме жртви, мислам, од тие луѓе што на времето останаа ако еве без работа и без 4 години ВМРО ДПМН со Влен, со знам, со другите политички партии, ако нема криминал, работниците тие што создават нова вредност и ќе има пари тогаш да се и ќе можеме со тој капитал што ќе се создава полека да ги враќаме кредитите, но исто така да се инвестира во развој на државата, како што сега има добри најави за младите да може да останат тука, да се финансира. Така, тоа со тој пакет што беше вчера промовиран или за вработување, оперативен план за вработување. Демократскиот сојуз тие праша многу поодамна ги афирмираше. Ние преземавме, да речеме, од либералната партија од Канада, како и некој начин ги држат младите, покрај тоа што се тие развиени богата држава, но направиле систем како и некој начин младите да ги задржат да работат, да останат во Канада, да не им бегат во Соединетите американски држави. Така да добри се тие неколку сега проекти што мислам дека ќе значат некаква надеж за младите да останат овде во Македонија. Пред да ве прашам нели за пробивот кон Европската унија, ја споменавте коалицијата, коалицијскиот партнер Влен и сето она што се случи со излегувањето на господин Таравари од владата. Како гледате ве на тој потек на Таравари? Очекуван, неочекуван? Владата нешто не почувствува некој потрес сериозен и сакам да ве прашам околу активностите на Скопската градоначалничка Арсовска со кадар од коалицијата нели Вреди со градоначалникот на Чаир Висар Ганију и наводите за криминални бесправни градби. Овие се предизборни случувања. Тука веќе не може да утврдите. Сметате дека Арсовска не е сериозна, дека не ја кажува прво вистината? мислам околу господин Таравари. Според мојата анализа и процека мислам дека направи стратешка мерешка, бидејќи не може сега да се одлепи од тоа што практично јавно го промовираат сите други партии, дека соработува со ДУИ, со Али Ахмеди, со политичка партија, која што оваа групација направи се да монополот што го држеше 20 неколку години ДУИ, да го разбијат. Тие беа дел од власти и мислам дека требаше да обстои на таа определба, независно што можеби внатре имале во Влен несогласување по разни прашања, кадровски, кој да биде лидер на едната партија, ако биде единствена партија и така натаму. И не навлегува многу, но според мојата проценка тоа е погрешен потек и ќе видиме сега. Сепак тој има самостојност во своето одлучување. Не знам, партијата се каде веќе на 2-3 дела е поделена. Да. Сите тие сепак тие се прашања за кој треба со него да се разговари. Но добро како член од коалицијата. Така да, ова што се случува во градот, во општините, мислам дека тоа е меѓупартиска пресметка. Јас сум против било какви дивоградби. Тогаш кога го носеме законот за легализација на дивоградбите, беше на идеја на сугестија на Европската унија, но после тоа секој сум бил против дивоградбите, против нивна легализација, бидејќи тие што се чести и поштени граѓани ги плаќаат сите давачки, а некој ќе направи и ќе чека да се смени законот да легализира. Во принцип, без разлика дали е тоа Чаир, дали е, не знам, било каде во Македонија, не сум подготвен да легализирам или да оправдувам незаконито однесување било каде. Дивоградби има секаде, тоа е факт дека ги има, дека има многу дивоградби, сега повторно чекат, бидејќи еден закон кој што помина во парламентот за легализација повторно дивоградбите, го споривме, јас и уште неколку други пратеници,
побаравме председателот тогаш Стево Со Педаровски. повисок износ, мислам дека беше побаравме за да не го подпише, тој не го подпише и законот пропадна. Така да знам дека тоа не е добро, тие што очекувале легализација, се кога ќе слушат дека некој е против легализацијата или против дивоградбите, тоа е црн ѓавол. Меѓутоа треба да има ред во државата. Значи од тука, не само тука, многу работи. Знаете, се го 35 распаѓале. години се изгубија господин Трајанов некако како лет во празно и во место да правевме, веќе граѓаните се многу сензибилизирани и со нели немилиот настан со кочани, ете исто дивоградба, никој не водел сметка, не водел рачун што и кога и на колку време нешто треба да се проверува, па да се даваат извештаи за одговорноста зборуваме. За кочање И затоа не може и овие дивоградби, ако се такви, ако се потврди дека се такви, не можеме да ги гледаме само како дел од предизборниот фолклор. Апсолутно. Мислам се отварат. Сега околу изборите ќе се отворат многу прашања, тоа не сега на дивоградби денеска направени. Значи тоа се дивоградби долго време постојат насекаде во Македонија, затоа што подготовката на измени на законот за легализација на овие дивите објекти, дивоградови објекти, тоа го стимулира, го поттикнува и натаму незаконито однесување во оваа област. Значи, ние треба да кажеме дека нема повеќе легализација на дивоградби. Да не градат луѓе, да не ризикуваат, дека некој ако направи дивоградба, дека може да сноси последици, да му биде срушено, да потроши толку пари, на крај да остане повторно без куќи и така натаму. Јас има разбирање, тогаш, бидејќи тоа беше како еден голем проект, на вистина многу луѓе што живеа со години во дивоградби се легализираме. Требаше тука да застанеме и да нема повеќе, да ги мотивираме повторно, да ги потикнуваме граѓаните на незаконито однесување. Спомнав Кочани, ако не сте дел од обвинителско-судскиот систем во државата, Кочани, како гледате на процесот на предистрагите и истрагите што се водат, бидејќи луѓето, родителите, роднините бараат правда? Прво, јас генерално мислам дека ова дувло на криминална корупција сите го толерирале. Од тамо имаме советници, имаме градоначалници, не зборам за кривична правна одговорност, зборам за човечка, за морална одговорност. Имаме пратеници, имаме многу луѓе што биле во локална или централна власт. Може би има, никој да не го покренува прашање дека тука се работи за едно криминално гнездо и да биде затворено. Така да, од тој аспект. Околу постапката сега што се води, тоа е доста обемна, сложена и мојата прва изјава околу Кочани беше да има неселективен пристап, до крај да се расчистат сите работи, се вклучија голем број на обвинители, службите сите работат, сега суди се вклучени. Бидејќи корупцијата и криминалот убиваат, земаат данок во жртво, сите активности човечки ќе животи. бидат проверени, тој процес, тие процеси што ќе се водат ќе бидат јавни и граѓаните ќе бидат сведоци како и на кој начин да се стигне до правдата, до одговорноста, тие што на вистина на посреден или непосреден начин имат одговорност, треба да одговараат. Јас околу Кочани, ние тогаш кога се случи на овој трагичен настан, главно што бараме да првенствено се води сметка за повредените, значи тоа беше наше определено, како што и сите тоа го кажаа, дека имаше цврст став владата да ги активира сите институции, тоа се направи. Јас инициирав преку председателот на владата околу одредени прашања и верувам дека дел од тие прашања и други ги инициирале. Главно е дека треба да се обезбеди позабрзан, условно кажам, развој на Кочани, затоа што таму е тешка ситуацијата. Но и како тие пари што се дадени како донации побрзо да стигнат до повредените, бидејќи тука има застој. Тука има мислам дека во тој дел веројатно владата ќе посвети дополнително внимание, ќе се обезбедат средства за но има средства кои што стојат така подршка на семејствата на повредените, на загинатите потраен карактер. Значи не е тоа ситуација да сега се разреши, че ќе има потреба, но клучно е да се инвестира, бидејќи има такви најави дека ќе се инвестира во развојот на Кочани
треба да се потикнат и компаниите да отворат таму погони за работа и се разбира дека потребна е сериозна поддршка од владата. Не викам дека не треба и на другите места каде што имало слични несреќи со вакви последици, но ова беше со најтешки последици досега случено во Македонија и затоа треба да продолжи грижата од владата и од другите институции околу Кочани. Така. И немаме за жал многу време, уште некоја минута да ве прашам за пробивот нели кон Европската унија од кабинетот на претседателката, од владата кажа дека сега се работи на креативни решенија како да се понуди нешто креативно кое што би го прифатила и бугарската страна за таа најавена средба на самитот на НАТО меѓу македонскиот и бугарскиот претседател. Еве во среда на 4 јуни во Европскиот парламент има дебата околу прогрес репортот за Македонија и тука премиерот денеска од собраниските клупи нели имаше седница за претенички прашања, вели дека нема да мртне ниту милиметар се додека не види македонец во бугарскиот комитет за малцинства. И дека во тој се извинувам овакво во тој документ нели за прогрес репортот на 4 места стоело многовековен македонски јазик и идентитет. Се разбира ова ја вознемири Бугарија, па сега и тие лобираат за да не дојде до гласање на извештајот, иако гласањето ќе биде во јули, повелете. Апсолутно, мислам да би било од огромно значење доколку парламентот во рамките на извештајот го призна или верификува практично македонскиот национален идентитет и што е најбитно како клучен елемент на нашиот идентитет е македонскиот јазик. Тие две работи ако бидат вградени, тие се вградени ако ако прифати таков извештај Европскиот парламент, ќе бидат навистина голем чекор. Дали може да кажеме дека ова е веќе договорена работа или не можеме така да носиме толку лесно заклучоци? Ќе има расправа во парламентот. Може би има поддршка од Европската комисија, од владата на Европската унија, но парламентот е самостоен и добро е што се повикани сите партии што имат врски и влијанија во претеничките групи во Европскиот парламент да лобират да има мнозинство да помине овој извештај. Тоа е првиот чекор кон, да речеме, за цементирање на меѓународната сцена македонскиот национален идентитет. Знаеме ние дека јазикот е признат во рамките на Обединетите нации и така натаму. Никој не го спори освен Бугарија нашиот национален идентитет, но тоа е еден голем чекор. Уште тоа што и денеска беше актуелно околу Националниот совет за малцински и интегративни прашања, тоа прашање повеќе пати ние го отворивме, но ние сме сепак Демократски сојуз помала политичка партија, тоа не доби таков публицитет и поддршка. Добро е тоа сега што се отвора. Тоа е врзано со спроведувањето на одлуките на Меѓународниот суд за човекови права, каде што тие одлуки не ги спроведува Бугарија, одлуки со кои што се дава за право македонците да можат да се организираат, да се здржуваат заради национални, јазични, обичаи и други права, да можат да ги негуваат сите тие идентитетски прашања. Добро е тоа што го отворивме и тоа е врзано со ова што рекаме судски луѓе, што тука повеќе пати во вашата телевизија и другите треба да ти барам и гледам дека полека се развива тие. Прво ние баравме околу јазикот. Советот на Европската унија да донесе заклучок дека службен официјален јазик ќе биде попримат македонскиот јазик. Тоа викат дека било решено, не е решено, затоа што Бугарија има клаузула дека македонскиот јазик и така натаму фуснота дека е бугарски дијалект и така натаму. Тоа втора работа што бараме ние прашањата што се врзани за идентитетот апсолутно не бидат основа за блокада и се развива третова за која што сега зборуваме да бидат одлуките. Бидејќи така високо поупатени кругови нели околу евроинтеграциите велат ако не е ова договорено нели претходно разговарано со Европската унија па сега како некоја заедничка активност да се спроведе во Европскиот парламент дека можеби како мечки на услуга ќе биде и уште повеќе да ја разлутиме Бугарија како што разговарам, контактирам со представници на Европска унија влијателни носители на влијателни функции, дека има сериозна определба
да наречам политичка пределба, да се придвижат сите овие процеси. И оваа геостратешка состојба во светот треба да се искористи и да направиме се што зависи од нас, да се придвижат работите, се разбира дека не смееме да дозволиме тоа што досега цврсто стоиме на тоа, околу нашиот, да го загрозиме нашиот национален идентитет. Затоа што не сум сигурен и сите овие, знаете, сите овие работи можеме ние да ги завршиме. Европскиот парламент да го признае нашиот национален идентитет, македонскиот јазик. Можно е да инсистира на спроведување на одлуките од Меѓународниот суд за човекови права. Можно е се, но клучно е дали Бугарија ќе го тргне ветото. Ако сепак во функција на добрососедските односи Бугарија тоа го направи, мислам дека тоа ќе биде чекор од историски димензии, дека Македонија компанирирано со другите држави, Црна Гора, Србија, Албанија, најнапред сме ние околу согласување на нашите закони со европските директиви. Се топи. Денеска имаше анкета на Евробарометар која што вели дека 54% од македонските граѓани имаат доверба во Европската унија, што е со 2% пониско од есенскиот Евробарометар на оваа тема. И дека најоптимисти се албанците и црногорците. Македонија е тука некаде со Босна и Херцеговина. Од 2005 година Европската комисија и така натаму парламент носат заклучоци. 20 на години заклучокот беше дека ќе започнат преговорите доколку најдеме заедничко прифатливо решение со Грција. Тоа помина, не ги исполнува ветувањата Европска унија дека ако го променеме уставот дека веднаш ќе почнат преговорите. Прво Франција стави вето, па сега Бугарија. И затоа многу отстапки, многу, да речеме, болни отстапки направивме како народ, како држава и ефектите се ние во место, стоиме во место. Независно што имплементираме огромен број на проекти поврзани со Европска унија, законско така реформите одат добро, барем од оние како се нели нотирани дека да се завршува годинен период. Дел сносат вина и нашите раководство кога имало шанса без било какви отстапки условувања, да речеме, јас бев еден од тие што преговара со министра за надворешни работи Пангалос во Грција, каде што предложи формула за решение, беше Република Македонија во заграда Скопје, само за надворешна меѓународна потреба, ниту устав, ниту патни испред ништо не менуваме. Тогаш беше председател на владата Липсо Јурјевски, тоа не го прифати, плашејќи се дека ако направи таква отстапка, дека ќе го сруши Бранко Црвенковски и опозицијата. Така да имало периоди кога сме били блиско до прифатливо решение, но не сме го направиле. Тоа и како одминува времето, имаме се поголеми проблеми. Замислете сега, хипотетички гледано, ако Албанија влезе, може да ќе постават некои други барања. Затоа велиме дека колку повеќе одолговлекуваме, толку можеби да се соочиме со понепријатни барања. Па не е развлекувањето од Македонија. Ова крупна капитална грешка што направи СДСМ со ДУИ, прифатија преговарачка рамка која што апсолутно е на штета на нашите национални преднационални интереси. Сега за тоа да се но сега се збори за некој трет протокол, ќе видиме колку и бугарската страна е спремна. Мислам, имаме за сега динамична офанзивна така. надворешна политика и можеби сето тоа ќе доведе ќе видиме сето тоа што ќе донесе. Така. Ви благодарам господин Трајанов што бевте дел од ова издание на Аргумент Плюс. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на Аргумент Плюс. Довидување со програмите на телевизија 24.